Повлечена е одлуката за ревизија на финансиското работење во 3 училишта, што Советот на општина Кочани ја донесе пред непол месец. Пред да решаваат за ова, советниците добија објаснување од градоначалникот дека тој им испратил предлог решение според кое во Законот за локална самоуправа не било предвидено независни приватни ревизори да прават контрола во работењето на општините, како и во установите што ги формирале тие или државните органи. За ова биле надлежни постојните ревизори што веќе работат во општината. Значи во склопот на општината ние имаме такви ревизори кои што ги вршат тие ревизии, овластени ревизори, овластени од овластени куќи или пак Државниот завод за ревизија. Така да во колизија е со законот, едниот момент. Вториот момент е дека се од понудите кои што се обезбедени од приватни ревизорски куќи се бара многу големи износи кои што надминуваат некаде околу 1,5 милион денари за трите училишта, што е дополнителен товар за училиштата. Сепак, потребата за спроведување на ревизија не се отфрла, затоа што само така ќе се дознае како финансиски работеле училиштата, беше речено на седницата. Значи, и ние сме отворени за ова, не бегаме од ревизија, значи, треба да се направи ревизија, меѓутоа и то да биде во согласност со Законот за локална самоуправа, да не ги оптеретеме училиштата со дополнителни трошоци. Значи, како мнозинство го прифаќаме предлогот даден од координаторот на советничката група на Социјалдемократскиот сојуз. На седницата на Советот се слушна и став дека ревизијата можеби и не е најважниот момент во контролата на работењето на училиштата, туку како се дошло до долгови што изнесуваат над 700.000 евра. Дали долгот кој што беше представен до нас советниците, прво е реален, бидејќи не би сакал да манипулирам, меѓутоа често пати се слушат разговори дека ако редовната цена од градското подрачје, пример, до средното општинско училиште е 20 денара, во тендерската постапка е 25 денара. Дали тоа значи дека тие долгови се надпомпани? Дали тоа значи дека општината има фиктивни долгови кои што се веќе прокнижени, кои што се ставени во рамки на законот и тие некој треба да ги врате? И второто и клучно прашање е кој ќе ги враќа тие долгови? Според Алексов, општина Кочани е оставена на милост и немилост на фирмата што има огромни побарувања за извршените услуги, што до крајот на годината најверојатно ќе ја надминат сумата од 1 милион евра. При тоа тој побара предлог решението од градоначалникот за повлекување на одлуката за ревизија да биде коригирано. Апсолутно го поддржуваме заклучокот кој што го заедно усвоивме. Навистина треба да се направи ревизија и ние треба да имаме увид на сите долгови кои што се направени. Меѓутоа, решението кое што ни е доставено во ваква форма не е законска, треба да биде коригирана, во спротивно не можеме да ја поддржиме. Како одговор на барањето на Алексов, од општинската администрација рекоа дека содржината на решението од градоначалникот не може да се менува, затоа што тоа веќе е објавено во службениот гласник на општината, а советниците ќе мораат да одлучуваат така како што е дадено. И токму при гласањето настана необична ситуација во која советниците, збунети или не од дискусиите, првично не дадоа поддршка на решението на градоначалникот. Точката на дневен ред ја ставам на гласење. Кој е за со точката на дневен ред со предлог заклучок од комисија? Кој е за кевело? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дај дигнете рака ќе го кој е за. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Барам поединечно. По ваквото јавно гласање, председавачот Димитров побара советниците да се изјаснат поединечно, поради што беше побарана пауза. По 10-минутниот прекин се премина на поединечно изјаснување во кое со 11 гласови за и 8 против беше прифатено решението на градоначалникот Димитровски да нема ревизија од страна на независен ревизор кој би го контролирал финансиското работење на училиштата.